ова утро да си кажеме со Александар Зарков, генерален директор на Нормак Инвестмент Груп АД Тетово, односно директор на технолошко-индустријската развојна зона од Тетово. Ке зборуваме за бизнис климата во услови на енергетска криза и војна во Украина. Меѓутоа, според девизата на најуспешните луѓе во светот, бизнисот треба да бара решение, а не изговори. Значи, треба да се инвестира и да се работи и во време на препреки и големи кризи. Господин Зарков, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, Гордан, и пред се благодарам за поканата. Технолошко-индустријска развојна зона Тетово, единствена во Македонија која функционира по принципот на јавно-приватно партнерство. За разлика од оние кои се по собственост на државата и кои ги менаџира државата, вие сте поинаков тип на зона. Може ли малку повеќе околу концептот да ни објасните на почеток? Токму така, тоа е новитетот и единственоста која што ја располага технолошко-индустријско развојната зона во Тетово, односно единствена зона од сите 15 кои што функционираат во нашата држава, која што функционира на принципот на јавно-приватно партнерство. Што значи тоа? Нормак Инвестмент Груп АД Тетово од 2013 има подпишан договор со владата за целосно управување и менаџирање на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово на начин каде што 100% во собственост на норвешки капитал Нормак Инвестмент Груп, каде што најголеми акционери во Нормак Инвестмент Груп е норвешката влада. Ова значи додадена вредност на функционирањето, ова значи дополнително пробизнис ориентирање на функционирање, ова значи нудење на дополнителни можности за сите постоечки и потенцијални инвеститори во рамки на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, со цел помагање на процесот за пристапување, помагање во процесот за реализација на инвестицијата на потенцијалните инвеститори што се во рамки на нашава зона и дополнителна пробизнис околина во поглед на обслужување на сите потреби на постоечките инвеститори. Добро, рековте, основана е зоната од 2013, поминаа речиси 10 години од тогаш, 9 години. Последнава година, односно последниве две, прво во услови на пандемија, потоа енергетска криза, сега и војна во блискиот регион, во обкружувањето, во Европа. Како функционира бизнисот во таков деловен амбиент? Предизвикувачки. Она што сакам да го кажам, од една страна реалноста е таа енергетска криза, потенцијалот војната во Украина која што се случува, се некои предизвици каде што постоечките и потенцијалните инвеститори реално имаат многу влијание во врз донесување на нивните финални одлуки за влез за инвестирање. Јас само би напоменал дека 2021 година имавме два примери со потенцијални инвеститори кои што веќе дојдоа до завршен степен за финализирање на нивната одлука за влез како инвеститори во нашава зона со веќе издизајнирани проекти за потенцијалните фабрики, но поради енергетската криза, и поради драстична промена на суровините кои што се потребни за функционирање на одредени компании во рамки на нивното производство, се стави on hold одредени постапки за развој на нивниот бизнис и за влез во нашава држава. Од друга страна, парадува фактот, гледајќи ги бројкиве што се реални во рамки на функционирањето на ТИР Тетово, ако ги земеме, например, последниве години 2019, 2020, 2021, она што е позитивен аспект што дава и додадена вредност, она што се потврдува начинот и квалитетот зошто вреди одредена компанија за да влезе во технолошко-индустријска развојна зона, е фактот што бројкиве за ТИР Тетово кажуваат без разлика на кризава, корона кризава која се појави од 2020 година, нивото на извоз на компаниите и функционирањето сепак забележи 8% раст на извозот во ТИР Тетово. Добро, она што радува дополнително 2021 кога очекувавме нели последиците реално што има ефекти за соодветни синџири на добавување, различни ефекти за компанииве, без разлика дали се во зоните или надвор од зоните. Фактот кажува дека во 2021 година ние имаме 16% раст на извозот во ТИР Тетово. Ова е дополнителна вредност на компаниите и потврдна информација за потенцијалните и постоечките инвеститори дека да, навистина вреди одредена компанија да размислува доколку го проширува својот поглед, доколку сака да се гради фабрика за
кој ќе произведува за соодветен извоз и пласман на одредени пазари или за потенцијалните инвеститори, условите кои што се нудат во рамки на ТИРС зониве и поготово во ТИРС Тетово кај нас, навистина значат во поглед на квалитетот на водење на бизнис и остварување на профит. Добро, може ли да кажете колку фабрики моментално работат во зоната? Во рамки на ТИРС Тетово имаме пример и за странски инвеститори, имаме пример и за домашни инвеститори, што радува фактот од таа страна дека сме соодветно отворени и за странските и за домашните инвеститори. Како пример имаме амерички инвеститори Lear. Како амерички инвеститори имаме домашен инвеститор Glassflex, имаме инвеститор од Турција Ecoperformance кој во зависност од ситуациите веќе е on hold. Но она што е исто интересно од наша страна, веќе имаме и најава и веќе склучени договори за нови инвеститори. Еве можам да најавам бидејќи што туку помина и одлуката на влада за потврда како нов странски инвеститор во ТИРС Тетово, влегува дополнително германска компанија, Kiel, германската компанија, кој што ќе произведува комплетно седишта за автобуси и за возови. Дополнително од друга страна, ние како Нормак Investment Group, нели како пробизнес и ориентирана акционерско друштво кој го менаџира целосното функционирање, дополнително имаме и своји инвестиции во поглед на зголемување на квалитетот на работењето на компаниите што се во рамки на зоната и потенцијалните инвеститори. Кога треба новата германска фабрика да почне со производство на, како рековте, седишта за автомобили? Седишта за автомобили, за автобуси и за возови. Откако го имаме сега фактот дека е одобрена како странска инвестиција од страна на владата, потврдена, компанијата веќе има можност да ги почне постапките со градба, така да во зависност од градежните активности, после 6, 7, 8 месеци, компанијата може да почне со производство. Веќе нема ограничувања за една компанија кога сака да влезе во рамки на зоната. Влезот е едноставен. Доаѓаат, разговараме за иницијативите, за нивните бизнис планови, писмото за намери и од наша страна имаат целосна поддршка и сапорт према следење на процедурите во рамки на системот за добивање на статус на инвеститор во ТИРС Тетово. Така да таа поддршка што ја нудиме е чекор понапред и сакаме да бидеме пробизнис и отворени за директна соработка и поддршка на дневна основа со овие инвеститори. Вие како технолошко-индустријска развојна зона во Тетово, како јавно-приватно партнерство, сте на некој начин конкуренција со технолошко-индустријските развојни зони со кои стопанисува државата, односно владата. Која е разликата? Која е поволност, односно предноста, зошто некои компании би се одлучиле да инвестираат во ТИРС Тетово наместо во оние индустријски зони со кои располага државата? Кога разговараме со потенцијални инвеститори, на пример од надвор од Македонија, доаѓаат на разговор за да разгледаат условите за инвестирање во ТИРС Тетово, она што наша страна се презентира, сите поволности кои ги добиваат инвеститорите во другите зони во државата, секако ги добиваат и во ТИРС Тетово. Она што е дополнителна вредност што сакаме ние да го креираме, одредена сигурност секако дава на инвеститорите да ова зона е целосно менаџирана и управува Нормак Investment Group, кој што е 100% норвешки капитал, каде што најголем акционер е норвешката влада. Тој дава дополнителна сигурност во професионалноста на работењето и сигурноста која што ја даваме кај потенцијалните инвеститори. Она што е друго, нели, перцепцијата за Македонија како таргет земја, нели, во светот, бидејќи ние глобално се бориме за да привлечеме потенцијални инвеститори, она што сакаме од наша страна да го намалиме ризикот за тие потенцијални странски инвеститори. Што значи тоа? Нормак Investment Group како пробизнис ориентирана, бидејќи инвеститорите и акционерите во Норвешка се занимаваат со инвестициски менеджмент и ги разбираат портфолиото и работењето и потребите на компаниите. Од наша страна како Нормак Investment Group одиме чекор понатаму во давање на поволни услуги и услови за инвестирање. Тоа значи дека Нормак Investment Group за потенцијалните инвеститори ние инвестираме и ја градиме фабриката за потенцијалните инвеститори на база клучна рака. Доаѓа потенцијалниот инвеститор, кој е заинтересиран за да инвестира во ТИРС Тетово. Од наша страна разговараме за нивните потреби, за типот на фабриката, за дејноста, нели, која е соодветно со законската регулатива кај нас, и од наша страна велиме одлично, каков тип на фабрика ви е потребно согласно со вашите потреби,
Нацртот на фабриката го добиваме и од наша страна во рок од 6, 7, 8 месеци тие веќе добиваат фабрика клуч на рака. Без никаков ризик, без никакви заробени инвестиции во нашата држава. Со потпишување можност на договор до 99 години за користење и за функционирање во рамки на Тирстето. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект кој исто така беше напоменат во јавноста, соодветно и на енергетската криза која што се случува во моментот, од страна на Нормак Инвестмент Груп веќе сме чекор за започнување. Целосната административна процедура е завршена. Започнување на проект за инвестиции во проект за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 10 мегавати. Што значи ова? На сите постоечки и потенцијални инвеститори од наша страна ќе биде обезбедена зелена енергија со цел да бидеме и општествено одговорни, со цел да ја обезбедиме и поевтина енергија за постоечките и потенцијалните инвеститори, ама и од друга страна да ги следиме и трендовите кои што во рамки на глобалниот пазар се воведуваат во рамки на сите корпорации. Тоа значи дека доколку вие произведувате одреден производ, вашиот производ е поконкурентен во очите на потенцијалните купувачи на глобално ниво, доколку вие во рамки на вашето производство наведете дека 40% од енергијата која што сте ја користеле за производство на соодветниот производ, сте го користеле од обновливи извори енергија. Ние креираме со ова додадена вредност на производите кои што излегуваат од Тирстето. Во услови кога државата не обезбеди гасовод, например, односно газ до зоната, значи како енергенс, мора да се организирате сами и да барате алтернативи. Бизнисот секојдневно работи на алтернативи. Она што ние сме приватна зона и раководена од бизнис интерес, мораме да бидеме пред државата, нели? Бизнисот е тој што ги креира мислењата, ги креира насоките и ги креира потребите каде што државата и институциите мора да следат. Мене ме радува фактот што веќе е ставено на маса и еволуцијата и можноста и најавата за приклучок, за гасен приклучок на Тирстетово со капацитет од 20.000 метри кубни во час на газ, така да и Тирстетово во догледен период се надевам дека ќе има соодветен приклучок на газ, каде што ќе ја покриеме и таа потреба за одредени потенцијални инвеститори, каде што во рамки на собственото производство ова им е и текако значаен ресурс. Што е со останатите инфраструктурни прашања околу зоната, пристапот до аеродром, пристапот до пруга, дали и тоа многу важно за инвеститорите и какви се условите во однос на технолошко-индустријските зони со кои располага државата во однос на даноците и другите бенефиции за потенцијалните инвеститори? Дали се еднакви условите за тоа? Две теми значени многу за инвеститорите. Инфраструктурата на технолошко-индустријска развојна зона во Тетово. Суштината што Нормак Инвестмент Груп има подпишано договор за јавно-приватно партнерство со владата за целосно управување и менаџирање на зоната. Тоа значи не само договор по волност, тоа значи и обврска од страна на Нормак Инвестмент Груп. Првичната обврска иницијативно со самото подпишување на овој договор за јавно-приватно партнерство значеше дополнителни 7 милиони евра инвестирање во основна инфраструктура во зоната. Така да кога доаѓа соодветен инвеститор, целосната инфраструктура во зоната мора да биде обезбедена и соодветна на потребите. Така да можам со гордост да кажам дека Тирстетово е една од потенцијалното соодветно развиени зони во нашава држава, кој што представува позитивна слика како тоа се управува, како тоа се функционира и како тоа се нудат дополнителни услуги за постоечките инвеститори. Оно што е исто многу важен момент да се напомене, бидејќи во фаза веќе е изготовка или завршување во подготовка на проектот за директен пристап на самата Тирс Тетово до автопатот кој што е Тетово Скопје. Ова ќе значи нели инфраструктурно и комуникацијата многу ќе биде поедноставена, зоната добива додадена вредност. Пристапен пат и тоа клучка која што зоната директно ќе има пристап до автопатот. Истовремено од страна на институциите се инвестира во обиколница на Тетово,
фактички овој коридор 8 добива додадена вредност со овие инфраструктурни инвестиции кои што се значајност за Тирс-Тетово, бидејќи ова е обврска според договорот на јавно-приватно партнерство, дека државата нели ќе го олесни пристапот во зоната за потенцијалните инвеститори, таа фреквенција за влез-излез на пристап на суровини и слично. А од друга страна, оваа клучка ќе биде обиколница на Тетово, каде што ќе биде од една страна директен пат до Косово, коридор 8 директен пат до Албанија и од наша страна директен пат за Македонија. Така да клучката и зоната ќе се најде на една раскрсница помеѓу Македонија, Косово и Албанија, каде што дополнително се не генерира додадена вредност за потенцијалните инвеститори. Што е со даноците и другите бенефиции со кои ги привлекувате потенцијалните инвеститори? Даноците и бенефициите, како што реков, ништо помалку нема да добијат потенцијалните инвеститори, без разлика тоа што сме ние јавно-приватно партнерство и целосно менаџиране како приватен Што бизнес. конкретно значи тоа? Тоа значи 10 години ослободување данок на добивка, корпоративен данок, персонален данок за сите потенцијални инвеститори. Без разлика дали се странски или домашни? Без разлика дали се странски или домашни. Ова беше нели приказна во почетокот кога се формира технолошко-индустријските развојни зони во нашава држава, но се смени законот, така да сега без разлика дали е странски или домашен инвеститор, ние ги третираме на исто ниво сите потенцијални инвеститори. Така да целото ова даночни ослободувања со неплаќање на данок на додадена вредност за влез и излез на роба, ослободување на царински давачки за влез на суровините за потенцијалните инвеститори, се многу значајни и го намалуваат трошокот за водење бизнис. Дополнително ослободување од плаќање на комунални давачки, бидејќи немаме ние комуникација во поглед на давачките со локалната власт, сите инвеститори се ослободени од овие давачки, доаѓаат во технолошко-индустријската развојна зона Тетово, добиваат бесплатен и приклучок и за струја, и за вода и функционираат. Добро, од оваа денешна перспектива гледано наназад, минатата влада на ВМРО-ДПМН беше фокусирана на тие роуд шоуа, беше во потрага по странски инвеститори и бројките беа на повисоко ниво отколку денес. Дали изговор, односно оправдување за тоа може да се бара во пандемијата и во енергетската криза или пак реално ова актуелната влада е помалку фокусирана на привлекување на странски инвеститори, бидејќи во изминатите години едва и неколку стотици милиони и најслаб резултат бележиме во регионот во привлекување на странски директни инвестиции за разлика од Србија, на пример, или другите земји во регионот. Од страна на политичка поддршка, јас не би го гледал функционирањето на Тирс-Тетово, бидејќи Нормак Инвестмент Груп само иницијативно и врз собствени активности работиме за промоција и привлекување на потенцијални странски инвеститори. Секако морам да истакнам дека и соработката со државните институции е на високо ниво и таа комуникација е таа што е неопходна за функционирање. Така да благодарност исто и за агенцијата, за дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и за владата за поддршката што ни ја дава. Нели, јавно-приватно партнерство тоа мора да го имаме на ум. Она што е раководено и менаџирано од бизнис аспект му дава дополнителна додадена вредност, но тој круг не може да се раскине и е многу битен за да функционираме на начин како што треба да функционираме. Принципот како што функционира технолошко-индустријската развојна зона во Тетово и начинот на јавно-приватно партнерство е препознаен како позитивен пример не само кај нас, туку од страна на норвешката влада, така да норвешката влада и министерот за надворешни работи, на пример на Норвешка, бил присутен во Тирс-Тетово да го согледа функционирањето и работењето. Пред 10 дена, кога имаше официјална делегација со министерот за надворешни работи во Норвешка, 4 представници на акционерите во Тирс-Тетово беа присутни на тој состанок, така да врската и комуникацијата е неопходна за да се функционира позитивно и да градиме добри односи и со институциите, но и со потенцијалните инвеститори да го промовираме ова. Зошто ако е се ова вака како што го кажувате, а звучи многу идилично, нивото на обемот на странски инвестиции е толку мал во земјава? Еве сега сме од минатата година и земја членка на НАТО за разлика од Србија, па повторно во Србија има многу поголем обем на странски инвестиции. Јас би напоменал дека кризиве кои што се појавија во изминатиот период, зголемување на цената на суровините, си го направија своето влијание и таа непредвидливост кај бизнисот генерираше со
одредена инертност во потенцијалот и размислувањето за правење на тој решителен чекор за влез и инвестирање. Оно што радува, бидејќи ја напоменавте и Србија, изминатава недела имав потенцијални инвеститори од Србија кои што сакаат во Тирстетово да размислуваат за да отворат фабрика. Бев изненаден од фактот, знаејќи како од страна на Србија се борат за привлекување на инвеститори, поготово за странскиве, но домашниве компании од Србија сакаат да инвестираат во Македонија. И ова ми беше баш позитивен сигнал дека да, навистина вреди тоа, поволностите се добри, пазарот е привлечен, поготово и за компаниите во регионот, така да се надевам дека 2022 година веќе ќе се ослободиме од тој товар и на пандемија, тој товар енергетска криза, за да можат компаниите послободно да размислуваат и да го направат тој решителен чекор. Еве, ми текнува дека неодамна, минатата година, беше спроведена анкета на деловниот амбиент во земјава од страна на Македонско-германското стопанско здружение и во голем дел од одговорите една од забелешките на деловната клима во земјава беше високото ниво на корупција и недостигот на правна држава, на правен амбиент. Од друга страна, голем број странски компании го нагласуваат и недостигот на стручна, квалификувана работна сила. Каде според вас и вашето искуство досега е главната слабост на Македонија? Дали неквалификувана работна сила или висок степен на корупција е тоа што најмногу ги одбива потенцијалните инвеститори од овој пазар, или пак малиот пазар е тоа? Важни два сегменти за донесување на финални одлуки кај потенцијалните инвеститори во секој случај. Условите за водење бизнис, рангирањето на Македонија на нивото на корупција секако е предизвик и знак прашалник. Она што е позитивно од наш аспект, поготово во разоснова на ова прашање, затоа што ние функционираме целосно според норвешкиот начин на функционирање на водење бизнис. Така да принципите за водење бизнис, да, тоа е сето прилагодено за националната регулатива и стандарди, но дополнителната вредност, како ние внатрешно во функционирање на Нормак Investment Group, например, за инвестицијата од 10 мегавати, пошто тоа е инвестиција наша на Нормак Investment Group заедно со партнери од Норвешка. Во бизнис планот и развојот на инвестицијата не беше само капацитетот на производство на електрична енергија, паралелно на исто ниво во планирањето за инвестиција беше колку количина на јаглерод диоксид ќе се заштеди или ќе се намали генерирањето на јаглерод диоксид во нашата држава со таа инвестиција. Норвешкиот начин на размислување, нели, грижата за окружувањето, грижата за животната средина, со тоа го пренесуваат и кај нас, на наше тло. Норвешкиот начин на размислување. Ние функционираме според националните стандарди, но дополнителните стандарди и начини на функционирање и административните процедури во рамки на зоната е тоа што, например, политика за антикорупција, соодветни стандарди кои што се имплементирани на ниво на Тирстетово. Тоа се стандарди од Нормак Investment Group, стандарди кои што инвестицијските фондови и норвешката влада ги практикува и функционираат на тој начин. И сето тоа мора да се преслика, бидејќи се тие најголеми акционери во Нормак Investment Group, мора да се преслика во функционирањето и во Тирстетово. Така да сите тие стандарди за антикорупција, за заштита, за вработување на labor policy, сите тие стандарди кои што веќе функционираат на одредено и високо ниво во Норвешка се пресликуваат. Нели, не може да се преслика во регулатива, но како стандард и политика на функционирање се дава значително додадена вредност. Така да начинот за функционирање, нели, за корупција или тоа е не постои во речникот за функционирање, нели, од страна на норвешките акционери и инвеститори. Што е со квалификувана работна сила? Дали, например, германската компанија што ќе произведува седишта за автобуси и возови има доволно да ги задоволи потребите од нови вработени на македонскиот пазар? Тоа е предизвикот со самото мое влегување како генерален директор во Тирстетово. Тоа е предизвик кој што самиот почеток сакавме да одговориме и да бидеме спремни чекор понапред за да одговориме за потребите на инвеститорите. Квалификувана работна сила е проблемот не само во зоните, туку и надвор од зоните, земајќи го искуството и комуникацијата со бизнис сектор.
Затоа од страна на Нормак Investment Group уште во рамките на своето функционирање директно остваривме соработка и подпишавме меморандум за соработка со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Директно остваривме комуникација и подпишавме соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа, со скилс центрите, со проектите на што функционираат во Полошкиот регион на UNDP со цел да обезбедиме дополнителна додадена вредност и да одговориме за потребите за вработување. Она што е интересно и што го промовираме кај потенцијалните инвеститори, да, доколку одредена компанија сака да инвестира во Тирс Тетово, за почеток на функционирање и производство, за изграда на фабриката ќе треба околу 6-7 месеци во зависност од проектот. Ние тој период сакаме да го искористиме во соработка со компанијата за генерирање на квалификуван кадар за таа потенцијална компанија. Веќе во тој период не да биде вакуум период, туку да се работи активно за обезбедување квалитетна работна сила. Тоа значи соодветен број на потенцијални вработувања. Тоа значи во соработка, например, со скилс центарот на факултетот на Југоисточна Европа имаме одлична соработка. Добро, колку вработувања се очекуваат од новата германска компанија? Само да се доискажам, бидејќи со сертифицирање на одредени струки и занимања кои што се барани од страна на нашите инвеститори, ние ќе обезбедиме еден систем кој ќе генерира потенцијал за вработување и на постоечките и на потенцијалните вработувања. Ова за бројот на вработени, нели, на ниво на сите зони на 15 во нашата држава, последната бројка е околу 14.500. Јас можам да кажам дека Тирс Тетово вработува 10% од сите вработени во сите зони што се во нашата држава, што значи дека сме еден од најголемите работодавачи во Полошка. Околу 1400 вработени. Колку нови вработувања ќе донесе германската компанија? Германската компанија потенцијал има од 300 до 400 вработени, но она што е значајно и постоечките проекти и проширувањето на производните погони кај постоечките инвеститори, на пример Леар, кои што генерираат дополнителна можност за 1000 нови вработувања. Ние до крај на 2022 година ќе од процентот 10% вработени во Тирс, сите Тирс зони во државата, ние до крај на 2022 ќе одиме до 17% во Тирс Тетово, каде што ќе бидат вработени од целокупните вработени што се во сите зони во нашата држава. Добро, има ли во регионот на Тетово, Скопје, околината Гостивар, 300 до 400 вработени кои ги исполнуваат условите да работат во фабрика за производство на седишта? На хартија, да. Реалноста е друга, затоа ние дополнителни активности што ги преземаме, бидејќи обезбедуваме потенцијал и реално можности за вработување во целиот Полошки регион. Тука вклучува Тетово, Гостивар и близината со Скопје исто ни дава потенцијал и надеж за обезбедување баш на квалитетот и типот на потенцијалните вработени. Тие што ќе бидат вработени ќе одат на обука во Германија или германците ќе ги обучат тука пред да бидат вработени во новата фабрика? Во зависност од квалификациите кои што се барани и во процесот на производство, обуките се прават претежно во Македонија. Во зависност од сложеноста на операциите, нели, доаѓаат експерти од страна, но и се праќаат и потенцијални вработени или постоечки вработени во компаниите, корпорациите надвор. Како врз Леар и Гласфлек, ги спомнавте двете фабрики кои работат во индустријската зона во Тетово, влијае новите мерки за минимална плата од 18.000 и за неделен работен ден. Дали тоа на некој начин ја наруши нивната ликвидност и нивното темпо на работа? Предизвик е во секој случај, предизвик е, но од друга страна радува фактот дека и постоечките плати кои што беа во рамки на Тирс Тетово не беа зависни многу од оваа одлука. Така да можеби за одредени почетнички позиции имаше влијание, но можам да кажам дека висината на платите секако мора да бидат над минималната и тоа се промовира и од наша страна, но кога имате производен погон над 1400-1500 вработени, нели, тие почетнички стадиуми за вработените, секако дека влијаеше минималната плата. Но радува фактот што нивото и висината на платите во Тирзовите и во Тирс Тетово е повисоко, значително од минималната. На крајот, како едно резиме на овој разговор, имајќи го предвид вашето претходно искуство, долгогодишен извршен директор на Сојузот на стопански комори на Македонија, значи ја знаете работата и од едната страна и од другата страна, директно како извршен директор, како генерален менаџер и како директор на Сојуз на стопански комори, односно ја обединувавте на некој начин бизнис заедницата.
каква би била вашата стручна оценка на моменталниот деловен амбиент во Македонија и што би требало да се подобри за да привлечеме поголем обем на странски инвеститори? Проактивност на секое поле. Како што реков, од страна на бизнис интересот мора да бидеме проактивни и да генерираме можности и за привлекување на странските инвеститори. Од наша страна индивидуално како Тетово тоа го правиме, заеднички владата и институциите мора таа поддршка се потврдува со прилагодување на регулативата, се потврдуваат одредени поддршки за инвеститорите, се зголемува нивото на поддршка, се подобруваат процесите за добивање на државна поддршка за потенцијалните инвеститори, така да тој круг и сублимат на услуги кои што мора да бидат квалитетни, транспарентни, видливи и опипливи за потенцијалните инвеститори, кај што таа одлука за донесување на решение за инвестирање во Македонија ќе биде многу побрза и поефективна, за да во регионот не ги крадат потенцијалните инвеститори, пошто се бориме на глобален пазар, не само на домашен. Господин Зарков, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам многу нови клиенти и поголем број вработени во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово. Благодарам многу за поканата, Гор.